А сега фудбалска актуелност. Во неделата потписникот нови редови беше гости на примерниот спортски колектив фудбалскиот клуб Подмочани и го следеше над преварот. Комшиското дерби од 34-тото последно коло од третата лига Југозапад помеѓу Подмочани и Добрушево. Високо убедлива победа на Подмочани, резултатот доволно говори 6:1, полувреме 4:0. Овој стадион се одигра на градскиот стадион во Ресен. Имено во целата сезона екипата на Подмочани е гостин домаќин. Своите надпревари ги игра на стадионот во Ресен и како ќе ги забележите од нашите кадри, има најверна и најбројна публика. Овој надпревар го следа околу 300 гледачи. Ги имаше, се разбира, од Подмочани, тие се секогаш со својот клуб, фудбалскиот клуб е гордост на ова преспанско село, се разбира, имаше од сите генерации. Од 7 до 77 години имаше припаднички на пронежниот пол. Едноставно, цело Подмочани беше со своите миленици фудбалерите на клубот. Судиска тројка, Маđаровски Климе, главен судија помошници, Шундевски Владко, Жута Куштрим, се разбира сите од Струга, делегат Шоповски Гоце, исто така од Струга. Ја користам оваа прилика да му упатам јавна благодарност на спортските ентузијасти која водат фудбалската екипа на Подмочани, која мора потенцирам во иднина со сериозен спонзор. Има амбиција да стигне до втората лига. Секој спортист размислува за напред, за не. Тоа се во секој случај Стојановски Овче, Кечиловски Љупчо, тренерот Николовски Митко. Нема да забравиме и другите, навистина ми овозможија професионално извршам својата задача. Еве го и составот на домашната екипа. Собреден Кечиловски Марио, 3 Кажановски Мики, 4 Стојановски Владимир, 5 Камбуровски Стефан, со број 2 Кечиловски Јованчо, 11 Трајчевски Дејан, 14 Кечиловски Александар, 9 Рушитовски Кујтим, 10 Кајруловски Метим, со број 18 Тане Стилјан, 7 Србиновски Миле. Игра во второто полувреме уште Кажановски Тоде, Камбуровски Илче, Главчевски Пеце, Гулевски Горан. Иднина на фудбалот во Подмочани, како и повеќето млади фудбалери перспективни. Нечовски Христијан, Ефтимовски Тоше, Котевски Љупчо, службен представник Стојановски Овче, шеф на стручен штаб Кечиловски Љупчо, тренер Николовски Митко, лекар Статевски Благојче, комесар за безбедност Великудовски Горан. Екипата што победува не се менува за ремне. Еве ге и составот на екипата од Битолската околина, екипата на Добрушево. Стојчевски Игор со број 1, 13 Јосиповски Филип, со број 19 Аврамовски Пеце, искусен фудбалер настапуваше за Нова Ципела Гонија Логоварди, 4 Петровски Даниел, со број 18 Стефановски Пеце, 6 Георгиевски Борче, 9 Трајчевски Иле, 11 Груевски Дејан, 15 Филиповски Саше, 14 Делковски Димче, 5 Стојчевски Никола. Во второто време во игра влезе и Марковски Саше. Службен представник Трајковски Атанас, тренер на екипата Степановски Александар. А сега се разбира и за стрелците, за головите. Ова беше ефикасен, прекрасен фудбалски надпревар, што би рекол нашиот народ, крајот делото окраси. Видовме 7 прекрасни голови, а имаше шанси да постигнат и двојно повеќе. Стрелци на головите за екипата на Подмочани 1:0 16-та минута, голеадата е отвориш Кечиловски Александар. 2:0 20-та минута, Рушитовски Кујтим, одличен фудбалер, кој паметат љубителите на фудбалот настапуваше и во многу други екипи и со второлигашко искуство. 3:0 30-та минута, Кечиловски Александар. 4:0 31-та минута, Трајчевски Дејан. Почесниот гол за екипата на Добрушево го постигна Георгиевски Борче, 54-та минута, 5:1. 80-та минута, како ќе ги забележите, миленикот на домашната публика Камбуровски Илче по плавниот руни, а точка на И во 82-та минута со конечните 6:1 постави Камбуровски Стефан. Наместо заклучок. Тоа беше прекрасна фудбалска представа, се разбира на воодушевување на присутната публика. Публиката, како ќе забележите од нашите снимки, имаше можност добро да се забавува фудбалот и забава за ремне. Во секој случај, крајно фер и коректен надпревар, ефикасен. Фудбалот се игра за голови за ремне на крајот. 6:1 победа на екипата на Подмочани. Како ќе ги забележите од нашите снимки, актерите се однесува крајно фер и коректно, витешки, спортски, а во тој случај, кога по последниот судиски свиреш имаше собствен вистински победник, а тоа беше фудбалот. Актерите спортски се поздравија, фудбалот значи, се разбира, и пријателство помеѓу екипите од Битола и Преспа. Подмочани Добрушево 6:1, екипата на Подмочани споменав, се наоѓа во горниот дел на табелата од третата лига Југозапад, а како што споменаа првите луѓе, планираат во блиска иднина со сериозен спонзор да атакуваат и на пласма во втората фудбалска лига. Се разбира, Преспа тоа го посакува. Подигрувањето на 34-то последно коло третата фудбалска лига Југозапад едно е јасно. Охрид Лоте е новиот шампион со 83 бодови. Караорман Струга, лутиот езерски ривал, второ 82. Голем успех на екипата на Охрид Лоте
пласман во втората фудбалска лига директно за тоа нешто подоцна. Преспа Ресен трето место, Вардино одлично четврто место, екипата на Вардино предводена од младиот и перспективен стручњак Роберт Ендековски и идеален спој на младоста и искуството и за нив работи времето. Што се однесе екипите од битолската околина, солиден пласман на Кавари, некаде на средината на табелата, тука и Работник, Добрушево, Младост Горно Ризари во долниот дел. Остануваме со третата лига Југозапад, односно втората лига. Седница на управниот одбор на Фудбалска федерација на Македонија Прилеп сабота 5 јуни. Одлука проширување на втората лига, од која нема да има испаѓање. Остануваат Охрид 2004 и Влазерими, Цементарница 55 нема да игра бараш, а во втората лига без бараш надпревар директно во втора лига, која во следната сезона ќе биде се уплата на котизација за надпреварување, која ќе изнесува 8.000 евра, се разбира на две рати во есенскиот пролетниот дел. Така Охрид следната година ќе има два второлигаши, по стариот и по малиот брат. Охрид 2004 и Охрид Лоте се разбира на задоволство на љубителите на фудбал за нашиот туристички центар Балканскиот Иерусалим, за кој јас сметам дека во блиска иднина треба да има и прворигаш.